Благодарам, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е предлог на одлука за утврдување на процентот на зафаќање од скупните годишни приходи за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги на Република Македонија за 2023 година. Овој процент на зафаќање за 2023 година ќе биде 0,453% во однос на годишните приходи од носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност и од давателите на водени услуги остварени од своето работење. За споредба, ова е намалување во однос на 22, кога сме имале зафаќање 0,052%, во 2021 сме имале зафаќање 0,044% и така натаму. Меѓутоа да не се створи фама дека нешто се намалуват трошоците специјално, се намалуват по основ на две компоненти. Прво имаме инфлација, тоа значи поголеми цени и нормално остварување на поголеми приходи, но и поголеми трошоци, и зафаќањето од тие приходи е сразмерно процентуално. Но тоа што дополнително вака изгледа на момент добро, Регулаторната комисија во 2022 година издаде некаде 244 лиценци за обновливи извори на енергија, и тие дополнително ќе влезат во оваа сума на средства кои треба да се вратат кон регулаторот. Овие пари нормално ќе им овозможи безпречено функционирање на регулаторите, да можат и понатаму во наводници да бидат добри, успешни и така натаму, и да се фалат и по странство и по дома, тешко да помине тоа, меѓутоа еве што е проблемот и зошто се јавив за збор. Имено издадените лиценци за обновливи извори, кои реков дека се 244 за 22 година, прашањето е по кои критериуми беа издадени и на кои беа издадени. На првото прашање по кои критериуми нема критериуми, нема правила, а на кои беа издадени можете само да направите еден список долг функционери на СДСМ и ДУИ или нивни блиски кои се стекнаа со такви лиценци, почнувајќи од блиски на премиерот, блиски на бившиот премиер, председателот на ДУИ, нормално тука е незаменливиот Кочо Бочварски, си го ангажираше татко му и многу други познати фаци од Сдруженијето ДУИ СДСМ. И во рете, ако се инвестира во обновливи извори на енергија, меѓутоа проблемот е колку и како треба да се инвестира, затоа што овде на оваа говорница, кога се реконструираше владата, премиерот најави за оваа година фантастични 500 до 600 мегават часови ново инсталирани енергија, што не знам дали граничи со лудило или со предизборна кампања. Значи, мора да има синхронизирање помеѓу енергетската политика на владата и Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги. Вакви несериозни бројки се сериозен проблем за државата. Зошто? Затоа што веќе јавно стручните лица зборат дека мрежата со максималното производство на фотоволтаиците ќе биде преоптеретена. Но ова целото Регулаторна комисија мудро си молчеше, ги даде лиценците, во најава е дека ќе дават и нови, а премиерот најавува Елдорадо. Бум! Во фотоволтаиците.
Наспроти тоа што го тврдеше опозицијата, тоа што цело време го збориме овде на оваа комисија, паралелно со развојот на обновливи извори енергија, посебно на фотоволтаиците, мораше да се инвестира во хидропотенцијалите, а тоа никако да го видиме, и мора да се обезбеди базна енергија, а гледаме повторно дека состојбата со термоцентралите е катастрофална. Не случајно изборував за промашена енергетска година, затоа што неквалитетниот јаглен кој го увезувате, без никој да провери квалитетот на истите, и истиот се троши во термоцентралата во Битола, допринесе за хаварии и нови проблеми на блоковите. Не знаеме кога тоа ќе се отстрани и колку се тие сериозни оштетувања, меѓутоа факт е дека и таму ќе имаме проблеми. Долгонајуваните инвестиции во хидросистемот никако да дојдат, и наспроти тоа, ниту збор од регулаторна за состојбата на мрежата во однос на постојните инсталирани фотоволтаици и во однос на бумот кој од знаење или од незнаење го најавува премиерот на Република Македонија. 500-600 мегават инсталирана мокност нова во државата фотоволтаици ќе значи крах на мрежата. Сериозен. Кој ги советува и како се координираат во влада не ми е јасно, меѓутоа тоа беше кажано на оваа говорница. Ворете што сакате да ги изголемете бројот на лиценцирани субјекти, меѓутоа морате да водите внимание и за состојбите на енергетскиот систем, впрочем тоа ви е една од основните задачи како регулаторна комисија. Дали го правите тоа или не знам. Доаѓаат избори, прашање е што се ќе се случи во овој период. Популизмот знае често пати да направи хаос во системот, од кој понатаму последиците се катастрофални за државата. Се надевам дека овие работи нема да продолжат во стилот на толку ценетата ваша стратегија за енергетика, стратегијата на владата, мислам, пошто вие нормално сте соработник на владата и иста структура, и дека малку ќе работите и на базните енергии, пред се на хидропотенцијалите во државата. Благодарам.